Долговите на општините од регионот паднаа на половина, а на градоначалниците веројатно им падна голем камен од срцето, откако ги склучија договорите со доверителите и дел од парите ги префрлија. Станува збор за сума од околу 190 милиони денари, што представува 51% од општинските долгови. Средствата владата им ги префрли на општините, а тие експресно ги префрлија онаму каде беа најдолжни. До сега 95% од наплатата е завршена, значи се исплатени доверителите сите. Така да, значи, еден мал дел останува кај физички лица, тоа е Општинската изборна комисија од 2013 година, кој што пријавија долг. Имаме некои технички проблеми, меѓутоа очекуваме дека во текот на наредна недела и овие лица ќе бидат подмирени. Виница од државата доби 20 милиони денари, со кои треба да ги покрие долговите кон 22 фирми, колку што се јавиле на повикот. Од овие доверители најголем долг е долгот спрема АД Пелагонија во стечај, а тоа е за изградбата на градскиот плоштад Ангел Винички и улици во Виница, каде што општина Виница ќе извои средства некаде во висина околу 5 милиони денари. Исто така поголема сума пари е АД Електрани на Македонија и овде имавме склучено договор за месечни рати. Овде ќе платиме повеќе од 1.200.000 денари. Исто така Виница Премер каде што ќе исплатиме 1.700.000 денари, повеќе од 1.000.000 денари ќе исплатиме на ЗЕЛС, бидејќи со години котизацијата за ЗЕЛС општина Виница не ја плаќала. Прв во регионот долговите ги расчисти Пробиштип, општината која зад себе имаше долг од 72,3 милиони денари. Бевме една од најзадолжените општини во регионот по глава на жител и повторувам за нешто повеќе од една година разложиве над 65% од наследениот долг. Од друга страна, пари од државата за раздолжување не доби само Македонска каменица. Ние сме една од ретките општини кои што немаме долгови и таква постапка немаме поведена. Сите општини од регионот од неодамна имаа долг од 373 милиони денари, а 9 од вкупно 11 од нив беа со блокирани сметки. Со финансиската инјекција од државата, општините успеаја да земат залет, но и да го обелат образот пред фирмите доверители. Сега, со преполовен долг, им останува обврската на прво место да ги стават граѓаните и нивните потреби, односно да го реализираат она што го ветија.